Еколошката катастрофа што се случи во јуни годинава, кога реката Брегалница побеле од хемиски супстанции и предизвика големо негодување кај штипјани, се уште нема епилог. На 23 јуни по вонредниот инспекциски надзор од страна на Државниот инспекторат за животна средина при Министерството за заштита на животната средина беше констатирано дека истекувала бела химикалија и при тоа се земени мостри кои се дадени на испитување во Универзитетската лабораторија при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Емнет стапи во контакт со проректорот доцент доктор Дејан Мираковски, кој ја потврди информацијата и истакна дека анализата на мострите е завршена и дека во текот на наредната недела ќе бидат доставени до јавното обвинителство. Во однос на резултатите, доцент доктор Мираковски рече дека не може да ги коментира пред обвинителството да излезе со официјална изјава. Истовремено, мостри од загадената Брегалница биле земени од страна на Штипското здружение на рибари, од каде дознаваме дека и тие очекуваат лабораториски резултати. Имено мострите кои ги земале рибарите биле доставени во лабораторијата на Институтот за сточарство при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Резултатите од анализите во двете лаборатории се неопходни за јавноста да знае дали химиската субстанција која на 23 јуни истече во Брегалница е токсична и како ќе влијае на живиот свет во реката. Никола Мицевски, председател на Сдруженијето на рибари од Штип, рече дека неколку дена по истекувањето на субстанцата во реката забележале значителен помор на рибите. За истекувањето на белата химикалија во река Брегалница од страна на Државниот инспекторат за животна средина за настанување на еколошки мини инцидент поднесен е платен налог за сторен прекршок во износ од 3000 евра на фирмата Technical Textile. Оваа германска фирма, чиј објект се наоѓа во склоп на ТИРС зоната во Штип, произведува фибер стакло и изолацијски материјали.